Случајот со претепаното бебе од Дебар го вклучи алармот. Ова е само еден од многуте случаи што е јасен показател дека имаме жртви на нефункционален систем кој наместо да ги заштитува и јакне ранливите категории на граѓани, не продолжува со никакви проверки. Социјалните служби немаат доволно капацитет да се справат со потребите на граѓаните и отпосле се ангажираат институциите, велат познавачите на приликите. Со хематоми на главата, скршеници на градниот кош и на левата надлакница. 16-месечното бебе се опоравува на клиниката за детски болести во Скопје по извршената хируршка интервенција. Настанот се случи пред цели 6 дена, а од полицијата нема конкретна информација што се случило. Како дете од 1 година и 4 месеци, кое едва моди, се здобило со толку сериозни повреди, ако се земе во предвид и фактот дека при контрола лекарите кај него констатирале и стари повреди. Хематомот на главата не бил единствен, при прегледите биле утврдени и стари хематоми. Лекарите со кои стапивме во контакт појаснуваат дека хематомите најчесто се јавуваат како резултат на травматска изложеност како повреда, стискање или удирање на меките ткива на главата. Од полицијата КУСО вела дека работеле на расветлување на случајот. На 12 февруари околу 11 часот во СВР Охрид било пријавено дека во болницата Свети Еразмо со тешки телесни повреди било донесено 16-месечно дете од Струга. За случајот е известен јавен обвинител по чии насоки СВР Охрид презема мерки и активности за целосно расчистување на случајот, за кој е известен и надлежниот Центар за социјална работа. Неофицијално детето е од Дебар, а неговите родители тврделе дека не знаат што се случило и како детето се здобило со толку сериозни повреди. Инаку тоа најпрвен соитна помош од Струга било донесено во Охридската болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, од каде по првично укажаната помош било испратено на детската клиника во Скопје. И ова не е единствениот случај. Пред 4 дена на улица во Велес било пронајдено 12-годишно дете со скршеници на вилицата и други тешки телесни повреди и веднаш било пренесено исто така на детската клиника во Скопје. При токсиколошка анализа во крвта му било пронајдено диазепам. Малолетникот ништо не кажувал, тврдел дека на ништо не се сеќава.